Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро и ова утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Денеска е 7 октомври 2022 година, петок. Еве полека ја завршуваме и ова работна седмица. Утрово во Кавадарци осамна релативно топло за овој дел од годината. Според прогнозата, денеска ќе имаме барем нови простори, значи температура од 2 до 10 утринската, значи утрово беше малку и свежо, но дневната ќе се искачи од 20 до 26 степени. Сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Еве, навлегуваме веќе во месецот октомври, имаме се уште топло сонце, иако утрата се свежи, така ќе биде и утре, значи во сабота ќе имаме утринска температура од 2 до 11, а дневната ќе биде слична како и денешната од 21 до 25 степени, сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб променлив ветер. На 9, значи во недела, ќе имаме малку потопло утро, од 4 до 11 степени, а дневната ќе биде слична од 20 до 26 степени, сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер долж поврдарието, повремено заселен ветер од северен правец. Што се однесува до воздухот на загаденоста во Кавадарци, утрово е чист воздухот, така да се уште не се толку ложи, значи печките се уште не се толку запалени шпоретите, да има издувни гасови, но како е да искористите го и овој петочен ден, вие кои сте од Кавадарци, посетите го пазарот, зелениот пазар е богат, но цените се навистина високи, но мора да се јади, што се вели, и затоа барем пазарите се уште поевтини од продавниците или маркетите кои продаваат сличната роба или стока. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие јавуваат дека интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и излез од државата. Автомотосојузот на Македонија препорачува сепак внимателно управување со моторните возила, прилагодување на брзината според условите на патот, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со моторните возила, посебно на патиштата во котлините или нискотлините, речните долини, клисурите, каде има можност за одрони. Се уште се извршуваат некои работни активности на некои делници, затоа внимавајте на поставената сигнализација, почитувани гледачи, вие кои посебно сте шофери и возите. Што се однесува до граничните премини, нема подолги задржувања. Еве ќе одиме на север, граничен премин Табановце, според камерите што се поставени од македонска страна, не гледам овде никакви колони на возила, така да сообраќајот е чист, нема задржување. На југот одиме на граничниот премин Богородица, исто така сончево, патот е празен, односно нема возила, така да ако имате намера да патувате за Грција, ќе немате никакви проблеми. Граничниот премин Блаце кон соседно Косово, еве за излез има неколку само автомобили, а за влез нема никакви. Така да сообраќајот се одвива непречено.
graničen premen Kjafasan, isto така нема моторни возила, според она што камерата ни го покажува. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервисни информации. Одиме сега да ве поздравиме со една христијанска песна. После ова песна се враќаме повторно во живо во нашата програма. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма Добро утро на радио Глас на надежта. Сакам да ги поздравам сите оние кои редовно не следат, па и оние кои можеби се нови наши гледачи. Сите сте добре дојдени во нашата емисија. Ова емисија се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве да ја погледнеме листата или скалата на гледаност, од кои земи најмногу не следат. Според она што Facebook ни го покажува, од Кавадарци, значи имаме најмногу гледачи, потоа Централна Србија, Чаир, тоа е Скопје, значи населба близу Скопје, Босна и Херцеговина, Охрид, Норвешка, Војводина, Прилеп, Велес, Република Српска по земи или по држави, Македонија секако најмногу имаме гледачи, потоа Србија, Германија, поздрав до Германија и сите кои не следат таму, Босна и Херцеговина, Америка, Хрватска, Бугарија, Австралија, Италија, Норвешка, односно Холандија и така натаму. Според годините на старост кои не следат, од 45 до 64, односно 65 години, значи таа популација најмногу ја следи нашата утринска програма, бидејќи секако младите им е рано да станат или се уште спијат. Но најмногу последната емисија следеле мажи од машкиот пол од 45 години. Имаме висока скала на гледаност. Благодариме што не следите, почитувани гледачи, ова емисија се снима и можете исто така да ја гледате и подоцна на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Таму се закачени или поставени се сите досега одржани или
емисии кои сме ги имитувале ова година и претходната. И денеска ќе имаме вести од светот, ќе имаме читање од Библијата, од псалмите Давидови, ќе имаме интересен не разговор, току тоа е едно кратко искуство на млади од соседна Србија. Ова лето тие се дружија во едно градче, односно во едно место во Војводина. Потоа ќе имаме кратка порака, ќе имаме реклама и така и ова емисија ќе биде интересна за сите вас, почитувани гледачи. Денеска на ред е да го прочитаме 9-тиот псалом. Господе, од се срце ќе те славам и твоите чуда ќе ги разгласувам. Ќе се радувам и ќе се веселам во тебе. На твоето име славопој ќе му пеам свевишен. Моите непријатели остануваат, се супнуваат и пред лицето твое кинат. Зашто ти се зазеде за мојата правдина и за мојот спор, седна на својот престол и пресуди праведно. Ти ги укори паганските народи и ги сотре безбожниците, им го избриша името за веки и веков. Дотолчени се душманите, до темел им ги разорна градовите, ни спомен од нив не остави. А Господи вечно владее, својот престол го утврди за суд. Тој ќе им суди на светот по правда, справедливо ќе ги управува народите. Господ им е прибежиште на огнетените, спасоносна тврдина во време на неволја. Во Тебе ја полагаат надежта тие кои го познаваат Твоето име, зашто Ти, Господи, никогаш не си ги изневерил тие кои Тебе те бараат. Пејте му славопој на Господа, зацарен на Сион, разгласувајте ги меѓу народите неговите дела, зашто помни тој што одмаздува крв, не се оглушува на пискоти од угнетените. Смилувај ми се, Господе, види како ме мачат оние што ме гонат, извлечи ме од пред портите на смртта. За да разгласувам за Твојата слава пред портите на Сионската керка и во Твоето спасение таму да се веселам. Паганските народи пропаднаа во јамата што самите си ја ископаа. Нозете им се фатија во мрежата што самите скришно ја поставија. Господе познат по својата правда. Безбожниците се заплеткуваат во делата на собствените раце. Во светот на мртвите ќе завршат безбожниците и сите народи кои го забораваат Бога. Сиротиот не ќе биде вечно забораван, надежта на огнетениот нема да е залудна. Стани, Господе, не давај човекот да надвие, нека бидат судени пред Тебе народите. Влеј им страв, Господи, нека разберат паганските народи, дека се обични смртници. Еве, тоа беше 9-тиот псалом, напишан од раката на царот Давида. Насловот беше славопој за Божјата правда. Навистина, нова земја нема правда, почитувани гледачи. Колку да се трудат судствата во светот, тие сепак не се праведни, зашто постои мито, постои корупција, постои подплатување, постои сила на моќ, на авторитет. Меѓутоа, пишува и во другите делови на Библијата дека правда нова земја нема. Но сепак овде Давид ја искажува својата благодарност дека Господ е тој справедлив, дека еден ден ќе ги казни безбожните и оние кои ги угнетуваат невините. Овде вели Давид: смилувај ми се, Господе, види како ме мачат оние што ме гонат и извлечи ме од пред портите на смртта. Паганските народи пропаднаа во јамата што самите си ја ископаа. Нозете им се фатија во мрежата што самите скришно ја поставија. И на крајот тој заклучува. Давид вели: стани, Господе, не давај човекот да надвие, нека бидат судени пред Тебе народите.
Vle im strav, Gospodi, neka razberat paganski te narodi, deka se obični smrtnici. Može neko danas kada se udaravo gradi, deka ima moć, deka ima pari, deka ima sila, deka može sve da napravi. No, jedan den, kad dojde kraj na sve to, pravda, ta ona Božja pravda, ki izleze na površina. Mnogo hrišćani v minatu bili progonuvani, mnogo hrišćani bili ubijeni radi Boga, radi Hrista, što ne sakale da se poklonat, ne sakale da sledat čovječki pohvalbi ili čovječki patišta. Neka i ovaj den koji je pred nas, što ne gledajući da go sledime Gospoda, njegovi otpad koji je jedinstveno praveden i svet. Odime sega povtorno su pesna. Sejte i dobro to posejte, mlada ta niva vona. Istini zdravi vo duši te vnesete, blažene denešen čas. Sejte i dobro to posejte, mlada ta niva vona. Posejte ne zlo, milost svo srca ta i bratska doverba, nekako prati tvoj trud. Sejači sejte i dobro to posejte, mlada ta niva vona. Sejači sejte i dobro to posejte, mlada ta niva vona. Istini zdravi vo duši te vnesete, blažene denešen čas.
sejte i dobro to posejte, mlada ta njiva vo nas. Mlada ta njiva vo nas. Poštovani gledači, повторно сме во емисија. Вие следите утринската програма на Радио Гласна надежта. Добро утро. Денешните вести се интересни. Едно чудесно обратување на Греам и Ники од Нови Зеланд. Неочекувана телевизиска звезда. Греам неочекувано станал нешто како телевизиска звезда на телевизискиот канал Надеж во Нов Зеланд. Кога дошол на состанок на анонимни алкохоличари, една жена која никогаш во животот не ја видел, веднаш го препознала. Синоќа те видов на телевизија, изјавила жената. Сите 26 собрани луѓе љубопитно погледнале кон Греам. Тој бил поканет од самите организатори на средбата да се обрати до толпата и да ја раскаже својата животна приказна. Но тој дошол на состанокот не знаејќи како да ја започне својата презентација. Коментарот на ова жена дека која го вовела во телевизијата синоќа му дал идеја. Тој се обратил до групата објаснувајќи како воопшто се појавил на телевизија. Главната причина е тоа што тој бил алкохоличар, е тоа што се лекувал од алкохол и кога го запознал Христа, го спасил Христовата милост од пропаст. Тогаш овие насобрани луѓе дознале за постоењето на телевизискиот канал Надеж, кој е достапен до секој дом во Нов Зеланд. Кога Греам зборува за својот минат живот, тој објаснува како животот на прекомерна работа го довел до 10-годишна зависност од алкохол и го уништил неговиот претходен брак. Но тогаш ја запознал Исусовата милост и со Божја помош престанал да пие. Тој повторно се оженил и се приклучил на христијанската адвентистичка црква со неговата сопруга Ники. Денес Ники служи како ѓакон во локалната адвентистичка заедница. Греам има мисија да ги спасува луѓето кои се борат со зависност од алкохол во Сдруженијето на анонимни алкохоличари. Иако со години наназад не чувствувам потреба да пијам алкохол, чувствувам потреба да ја споделам пораката на надеж, охрабрување и можност за исцелување од зависноста од алкохол со собраните луѓе. Греам ја комбинира страста што ја чувствува кон ова мисија да ги спасува луѓето со љубовта што ја чувствува кон Бога. Се обидувам да го пренесам она што го учам во христијанскиот живот, во животот на луѓето кои имаат проблем со зависноста. Всушност сум многу благодарен бидејќи јас и Ники имаме мала црковна група во нашиот град и ние се состануваме во нашиот дом редовно на состанок. Тука ги делим искуствата со луѓето што сум ги запознал на овие состаноци на анонимни алкохоличари. Кога Греам го изнесува своето сведоштво на собраните на зависници од алкохол, тие веднаш може да забележат дека тој е христијанин. Ова изненадување за многумина, особено за оние кои се агностици или кои често користат псости во своето изразување. Кога луѓето ми прашуваат дали сум религиозен, обично им одговарам дека не сум претерано религиозен, туку дека одам во црква. Потоа ме прашуваат во која, јас им одговарам дека одам во она која не гледа кој е кој и од каде што доаѓа, дали е црн, бел или жолт. Христовата љубов е за сите подеднаква. Луѓето често не се запознаени со христијанската адвентистичка црква и со низините учења, како што е учењето за саботата. Зато Греам им објаснува на луѓето важноста на седмиот ден на саботата, нагласувајќи дека човекот треба да биде христијанин секој ден. Иако нашите црковни служби се одржуваат еднаш седмично во сабота,
Ja se smetam sebi si za hristijanin 7 denavo sedmicata. Dvajca lekari, koji od vreme na vreme doagjad vo crkvata na grejam, gi upatuvat lugeto i gi učat da se oslobodat od alkoholot, to ipak gi zapoznava ovje luge so zdrušenijeto za anonimni alkoholičari. Grejam ne samo što im svedoče na lugeto so svoj život, tuku toj gi nasočuva kom brodot na spasenijeto crkvata, deli obroci su niv, sekogaš podgotven da gi sosluša nimnite problemi. Jasaka svojeta misionska rabota. Navečer, koga se vrakja doma, obično i kažuva na suprugata što mu se slučilo toj den. I blagodaram što me podržuvate, veli ovde vo svojot izveštaj Graham i Niki. Vo molitvite što mnogo hристияни adventisti se molat za nego za ovaj bračen par da izdrži vo svojeta misija, da odvrati što pogolem broj luge od alkoholot koji je mnogo šteten ne samo za one koji go korista, tuku i za one koji se okolo njih. Evo, počituvni gledači, to bja vestite ili informacijite za obratuvanje na ovaj bračen par na Graham i Niki od Novi Zeland. Ode mi sega povtorno su pesna. Evo ne povtorno nazad, vi sledite vo živo programata na radio Glasna nadešta, emisija Dobro utro, koja se emitova sveko utro, odnosno od ponedeljnik i petok vo 9 časot. Sledova rubrikata Iskustvo ili nastan koji se slučil vo minatite denovi. Imam pred sebe jedno iskustvo ili nastan, tudi kaj zborom ki gledate vi i jedno video, jedna grupa na naši mladi od Vojvodina. Ovo leto, potočno 26. do 28. avgust, 30 tineđeri se sobrale vo mesoto Bagremara. To je znači vo Srbije, odnosno vo Vojvodina. Poveke mladi od Vojvodina koji nemat može bi pari da zaminat na nekoj turističko mesto podaleko od njimite rodni krajevi i tamo da prisustovat na nekoj takvi slični soberi. Tije se odlučile predvodeni od njimite pastori Srećko i Silvija Krstić i Lehel Nagi Bata. Ti organizirale sredba na 30 mladi, no znajte kade? Ne vo crkveni prostoriji, tuku vo poranešna kasarna od JNA, koja je deneska napuštena i eve kako što može da vidite i na filmot, tije tamo se sobrale, pele, svirele, drugaruvale i ovije denovi, znači 3 dena go posvetile na Gospoda tokmu u ovije neobični prostoriji koji nekogaš tamo imalo tenkovi, topovi i vojska, no svega to je napušteno i eve mladite tamo uživale. To je znači organizirano od crkvata Bačka Palanka. Mladite pokažele na vistina interes da bi dat zajedno tije nekoliko letni denovi novoj kamp. Бидејќи локалната црква не можеше да прими повеќе луѓе, ете кампот значи се одржал тука на Црвениот крст во Багремара. Багремара значи багремска шума и тоа било место, како што спомнав, одбрано
бидејќи бесплатно скоро, напуштени касарни, но сепак добили дозвола таму да престојат неколку денови. Се уште може да се најдат траги од тенкови и друга тешка механизација околу местото. Откако беше деактивирано, Црвениот крст го презеде место. Значи сега тие згради или тие простори се под надзор на Црвениот крст и после реконструкцијата на касарната, таа стана погодна за големи групи и летни кампови, нагласил Лахел Наги Бата, секретар на младите во Северна област. Се уште може да најдете трагови од тенкови и друга тешка механизација околу местото. Откако беше очистено од се она што може да биде опасно за пешаците, за луѓето кои се движат, од нагазни мини и нешто слично, Црвениот крст го превзел тоа место и го обновиле, така да таму одат не само наши млади и други млади од Србија, од Војводина, да присуствуваат, да учествуваат и да се дружат на тие простори каде што некогаш била касарна. Имав шанса да го видам и да го доживјам комунизмот за време на моите млади денови. И треба да кажам дека обожувањето или славењето на тоа поранешно комунистичко место, се мисли на касарната, беше нешто посебно, рекол Дејан Стојковиќ, директор на младите на трансевропското оделение. Беше прилично изненадувачки да се дозне дека гаражата каде што се поклонувавме, се молевме и клечевме, беше место каде порано се паркираа тенкови. Еве, навистина интересно доживување, нова група на млади, од 30 на млади, од 26 до 28 август се собрале нова интересно место кое се вика Багремара. Багрем, знаеме на наш македонски јазик, што значи тоа се они дрвја кои боцкаат, на пролет цветаат. Багремара, значи, како што овде и прочитавме во извештај, било местото на собирање нови млади од нашата црква во Северна област и тука поминале убави денови. Еве, тоа беше мало искуство на младите од Северна област во нашата југоисточна Европска унија. Верувам дека ги гледавте и овие слики, овој краток филм, што ни доближи уште поблизу да се запознаеме како поминале овие млади деца. Одеме сега повторно со песна. Svakog dana isto sve, život prolazi, svi se žure, radi se da se poživi, al ponekad pitanje samo dolazi, da li je od života sve to što proći će. Znam da netko prinese od uvijek za nas, Bog me zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s njime nisi ti. Znam da netko prinese od uvijek za nas, Bog me zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s njime nisi ti. Mnogi ljudi govore dosta treba mi, ovaj život potroše, a nisu živjeli. Bog ti daje dobra sva, nemoj čekati, vrijedi ono koliko si Bogu dao ti. Znam da netko prinese od uvijek za nas, Bog te zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s njime nisi ti. Znam da netko prinese
se od uvijek za nas. Bog ne zove, vrati se, poslušaj mu glas, jer uskoro doći će, pa će pitati zašto život prošao je, a s time nisi ti. Zašto život prošao je, a s time nisi ti. Се враќаме повторно во емисија, почитувани гледачи, следува рубриката Кратка утринска порака. Во минатите емисии зборувавме за карактеристиките на Божите водачи. Во наредните емисии ќе споменеме неколку млади личности од Библијата кои навистина биле избрани од страна на Бога да бидат водачи. Денеска ќе зборуваме за малиот Самуил, момчето во кое никој не гледал водач. Во светот на спортот често се појавува прашањето дали една личност може да направи разлика во успехот на тимот. Иако е вистина дека резултатот на играта генерално зависи од играта на целиот тим, сепак вистина е дека постојат некои супер играчи за кои се знае дека на својот тим или нација им донеле победа. Некои такви имиња, како што биле во минатото, вие постарите ќе се сетите за Пеле, бразилски фудбалер, Франц Бекенбауер, германец, Мајкел Џордан, американец, Коби Брајан, Леонел Меси, Паул Погба и Неймар да Силва Сантос. Тоа се познати фудбалери кои навистина можеле да направат пресретница во своите клубови. Исто тоа се однесува и на политичарите. Може да се сетиме на поединци кои влијаеле на добрите промени во општеството, како што се Махатма Ганди, Винстон Черчил, Мартин Лутер Кинг, Нелсон Мендела и така натаму. На ист начин, кога ќе ја погледнеме историјата на Божиот народ, ќе се сретнеме со водачи кои станеле шампиони за Божјата цел. Меѓутоа, тука во основа постои голема разлика во светот на спортот и политиката. Морате да бидете водач со супер способности за да направите разлика. Затоа некому навистина му изгледало смешно што Бог користи луѓе кои можеби никој не ги забележал. Луѓе на кои никогаш не би некој можеби и помислил, но еве ќе го споменеме малиот Самуило, кој мајка му го донела кај Илија на воспитување, да се школува и да расте поред овој искусен Божи пророк. Кога Бог бара водач од кој ќе се постане цела една нова нација, ние мислиме дека ќе одбере некој млад човек кој е во најдобрите години на животот. Но Бог бира човек на 99 годишна возраст, за кого во Библијата пишува дека неговото тело било речиси мртво. Се мисли на Аврам, кој ќе добие дете со неговата сопруга Сара скоро на 100 години. Кога Бог бара водач кој ќе му се спротивстави на джинот која плаши израелската нација, сите би очекувале војник, како и царот кој се криел. Но Бог повикува младо момче кој се уште нема ни доволно години за да биде војник, пастир кој со својата прачка и камен ќе го спаси својот народ. Господ по воскресението бара група водачи на кои ќе им ја довери пораката која ќе одлучи за судбината на човештвото. Тој бира група необразовани обични луѓе. Се мисли на 12 апостоли. Бог бара водач кој ќе го однесе Евангелието на незабожечкиот свет. Тој бира непријател на христијанството кој стоел над бруталното убиство на Стефана. Тоа е Савле, односно Павле. Ако мислите дека сте премногу стари, почитувани гледачи, сетете се на Аврам. Ако мислите дека сте премногу млади, сетете се на Давид. Ако мислите дека не сте доволно талентирани, сетете се на учениците. Ако мислите воопшто не ви е грижа, сетете се на Савле. Господ кој ужива да ги употреби луѓето во кои никој ништо не гледа, има состанок со тебе токму сега. Колку само Бог би бил восхитен да те употреби и со тебе да оствари судбоносно влијание, бидејќи рекол доста ти е мојата благодат, зашто мојата сила се покажува совршена во слабоста.
Ajde сега да обратиме малко внимание на едно вероятно најчудесните водачи што го наоѓаме во Свето писмо, а тоа е Самуило. Да, малиот Самуило. За него може да читаме во прва книга Самуилова, 3 глава. Момчето Самуило му служише на Господа под надзор на Илија. Дали забележувате што пише во овој текст? Момчето Самуило, а не само Самуил. Всушност, до таа точка во неговата историја, секој пат кога му се обраќале, го нарекувале дете. Но Господ имал друга галетка, друга слика, друга намера, почитувани гледачи, со ова младо момче. Бидејќи синовите на Илија не биле достојни да бидат негов заменик, Бог во Самуило гледал иден водач на Израел, станал пророк и навистина достоен водач. Овде се наоѓа вистината која отрезнува. Дали е можно да имаме црква без Бога? Можно ли да минуваме низ религијата без Божја присутност? И како заедница, и како поединци може да се случи да имаме облик на побожност, а да се откажуваме од низината сила. Самуило растел тука во храмот. И децата на Илија растеле, но тие се свртиле наопако. Тие му свртиле грб на Бога. И морал Бог драстично да реагира. И затоа Бог сега ќе го приготува Самуило. Како младо детенце, ќе расте тука во прегратките на Илија, ќе го учи, ќе го воспитува и на крајот на вистина Самуило ќе стане Божи водач, и судија, и пророк. И затоа, без разлика дали си млад, без разлика колку години имаш, ако те Бог повикува, немој да му свртуваш грб. Бог 3 пати го повикал Самуила на ноќе. Самуило не знал дека тој глас е Божи. Тој одел во собата кај Илија и му вели: еве ме, Илија, јас сум тука, што треба да направам? Меѓутоа, по третиот пат Илија сватил дека Бог го повикува Самуило да биде навистина светилник во Израел. Светилникот бил при крај. Мислам на оној Илија кој веќе бил стар, веќе полека и болест го притискала. Бог гледал во Самуило заменик. Првосвештеникот Илија спиел на своето место, не постои точен опис на тоа место, туку само пишува дека бил таму и спиел. С други зборови, тој правил нешто што обично го правил, но од друга страна го гледаме, значи, Самуило кој спиел во соседната соба и бил толку чувствителен, и тој станува еднаш, 2 пати, 3 пати. И потоа Илија го поучува: ако уште еднаш слушнаш глас, кажи: еве ме, Господе, јас сум тука. И Господ дојде и застана и викна како порано: Самуиле, Самуиле. А Самуил одговори: зборувај, твојот слуга те слуша. Навистина восхитува фактот што Господ, Создателот на небото и на земјата, не само што зборувал, туку дошол и застанал таму. Тој му укажал чест на Самуил со своето свето присуство, само затоа што едно дете било подготвено да слуша. Повеќе не бил нарекуван дете. Повикот на Самуило да служи како водач бил заклучен со овие зборови. Господ и понатаму се јавуваше во сило, зашто му се откриваше на Самуила преку Словото Господово. И Самуиловото Слово се расчу низ целиот Израел. Сторијата почнува со Бога кој на пат за излегување, но се завршува со Бога кој го обновува својот дом во Силон. Почнува со зборовите дека Господовата реч била ретка, а завршува со Божето обновено и постојано откривање. Тоа бил нов ден за Израел. Детето Самуил бил новиот водач, иако во него никој не гледал водач. Тој одбил да се помири со состојбата на статус-кво. Тој не се откажал, туку ја зграбил својата визија родена во приказната за своето неверојатно раѓање. Знаеме дека Самуило беше измолен од Бога од страна на неговата мајка Ана. Ана беше нероткиња, но се молеше и вети: ако родам, детето ќе го посветам на Господа, односно ќе служи во храмот. Бог тоа го очекува од тебе и од мене. Да застанеме и да му кажеме: Господе, твојот слуга го слуша твојот глас.
Еве, почитувани гледачи, тоа беше кратката утринска порака за малиот или младиот Самуило. Одиме сега со уште една песна, потоа ќе се вратиме да ја покажеме новата книга и ќе одјавиме нашата емисија ова утро. Getsemanija, solzirono to, o Getsemanija, Isus moj tvoj, o Getsemanija, solzirono to, o Getsemanija, Isus moj i tvoj. Getsemanija, solzirono to, o Getsemanija, Isus moj i tvoj, o Getsemanija, solzirono to, o Getsemanija, Isus moj i tvoj. Еве не повторно во програма, почитувани гледачи, сакам уште еднаш да ви ја покажам ова книга Куда после смрт или Каде после смртта. Многу интересна книга, многу совети, многу прашања и одговори токму на ова вековно прашање Каде после смртта.
Доколку сакате да ја набавите ова книга по символична цена, може да пишете во нашата редакција, а ние ќе ви ја испратиме по пошта. Исто така, вие кои сакате да ја проучувате и Библијата по дописен пат, слободно напишете тамо на интернет, на Google, Библијата зборува.мк и ќе влезете на веб страницата каде што има 8 интересни дописни школи. Но ете сега може да ја видиме и самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве дојдовме до самиот крај на ова наша утринска програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Пред да се одјавиме и денеска сакам да ви ја покажем ова книга Големата борба, бесплатна. Вие кои сакате да ја добиете, слободно пишете ни во нашата редакција, ние ќе ви испратиме бесплатно по пошта. Еве, почитувани гледачи, полека да се одјавиме и ви посакувам добар викенд. Имајте убави денови, ви закажувам нова средба, повторно, ако Бог даде живот и здравје, во понеделник со почеток во 9 часот. До тогаш останете со здравје. Пред многу години, уште пред создавањето на светот, започнала војна. Војна помеѓу две сили. Силата на доброто и силата на злото. Војна меѓу светлината и темнината. Вистината и заблудата. Слободата и огнетувањето. Исправното и оно што е погрешно. Меѓу животот и смртта. Тоа е војна која ќе го промени текот на времето. Многу религии, вклучително и христијанството, учат дека позади тродимензионалниот физички свет што го гледаме, постои друг, потполно реален духовен свет што не можеме да го видиме. Во овој невидлив свет се одвива титанска борба помеѓу врховниот херој на правдата и нечестивиот. Да дознаеме како во текот на времето, на големиот духовен мрак, храбри луѓе ризикувале се, за светлоста на вистината да засветли пред луѓето. Да ја откриеме тајната на настаните во сегашноста и нашата улога во големата борба. Да тргнеме на патување кон иднината која ќе ни открие како војната ќе заврши. Ова е најголемата тајна на вековите и најчудесната вистина која некогаш била раскажана. Го сакале тоа или не, во оваа војна е вклучена секоја личност на земјата.